почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Владата е криминална, а тоа го потврдува и Греко. Македонија е држава каде премиерот е криминалец, а министерот за внатрешни работи главен заштитник на криминалот. Со Заев и Спасовски, Македонија стана дефиниција за заробена држава. Полицијата е окарактеризирана како најкорумпирана институција во Македонија според последниот извештај на Греко. Граѓаните наместо заштитник во полицијата гледаат во незе криминал и рекетар. Зоран Заев и Оливер Спасовски допринесоа за разнишување на угледот на полицијата во очите на граѓаните и за нејзино претварање во заштитник на криминалот. Полицијата е корумпирана, затоа што Заев и Спасовски, наместо да бркаат криминалци преку МВР, тие распишуваат тендерски постапки за делење на милионски бизниси на луѓе блиски до власта. Преку МВР, на најсомнителен можен начин беа доделени неколку лиценци за возачки испитни центри на фирми, формирани непосредно пред да биде распишан огласот, без никакво претходно искуство, а од игра беа исфрлени фирми со децениско искуство. МВР е корумпирана и затоа што набави возила во висина од 1 милион евра, вредност поголема од нивната малопродажна цена. Заев и Спасовски ја корумпираа МВР на секое ниво. Заев и Спасовски ја претворија МВР во заштитник на криминалот. Господине Заев, поради вас полицијата е нотирана како политизирана институција во извештајот на Греко. Тоа е затоа што ја уништивте професионалноста, ги санкциониравте сите професионалци за сметка на вашите партиски војници. Заев и Спасовски ја претворија полицијата во партиско дувло за да им го штити криминалот и да не постапува по сомнежите за криминал во кој што се вмешани речиси сите функционери на власт. 2,5 години нема ниту една акција против функционери на власта, иако целата држава брои дека рекет мава секој партиски функционер од СДС, од малски шериф до челниците на власта. Господине Заев, немојте да мислите дека ова ќе продолжи вака. Криминалот ќе биде санкциониран, а вие, како и сите други кои ви помагаат во криминализирањето на Република Македонија, ќе одговараат кога ќе се врати правната држава во Република Македонија. Ви благодарам.